Почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитуван представник на владата. Прво, најнапред, драго ми е што останаа малку можеби пратеници од опозицијата, најголемиот дел се тука, што можеме да продискутираме за вака интересна тема. И навистина имав со внимание ги следев сите излагања досега. И денеска дискутираме за закон со кој што се предвидуваат 25 милиони евра заем за изградба на 2 фотоволтаични централи. Јас сум секогаш за зелената агенда, јас сум секогаш за обновливи на енергија, секогаш ќе имаат мојата поддршка, но во нормални услови, доколку бевме нормална држава, ние ќе немавме потреба воопшто да дискутираме на оваа тема. Веќе 25 милиони евра се навистина занемарливи во однос на бројките што секојдневно ги слушаме, без оглед дали од оваа говорница овдека, дали на средствата за јавно информирање. Бидејќи, како што знаеме, ние се потрошиме 200 милиони евра во 4 очи. Нас секој трет тендер ние со преговарање, односно во 4 очи. Ние оставивме фирма за енергетика која со 30 милиона плюс, сега е 20 милиони минус. Само по тој основ 50 на милиони имавме разлика со собствени средства, со собствени сили да си ја спроведеме оваа инвестиција. И верувајте ми, нема ништо подобро доколку имавме одговорна власт, ефикасна власт, влада која што мисли не само за своите граѓани, не за секојдневието, него кога ќе мисли и за генерацијата што следи, што доаѓа, кој што треба да не наследи. Таква власт нема да прави неодговорни чекови. Таква власт нема да ги полни секојдневно јавните гласила со скандали. И ја би бил многу среќен доколку вие неколку колеги од представници на власта од пратениците би го имале тој жар, би имале таа посветеност или да се трудат да се одработат платата или своето работно место, доколку истото тоа го прават и оние во владата. И уште повеќе оние задолжени во менеджментот на ЕСМ, бившо ЕЛЕМ. Но не е така. За жал. Еве, јас ќе го кажам мојот став. Може би некој ќе се сложи, може би некој нема да се сложи. Но, имавме жолчни дискусии по однос на цената на струјата. 40% ќе се зголеми. Имаме жолчни дискусии по однос на трошоци, начин на производство, какви не све студии овдека се разгледува, па овој бил крив, оној бил крив. Она што кажуваме како ВМРО ДПМН. Секој што сгрешил треба да се сноси одговорност. И додека нема одговорност, не може да направиме чекор напред. Но, исто така, слушавме многу дискусии дека не се инвестирало за 3 години, не се направиле чекорите, па затоа имаме таква состојба и не знам што. Слушавме дури такви ситуации дека сега со 30 мегавати фотоволтаични централи ќе се направиле транзиција на енергетскиот систем, што е несватливо. И отидовме до крајна крајност од страна на представниците на власта, дека со фотоволтаична централа 80% од сметките на струја биле помали во општините. Може би беше гаф, не знам, но тоа е една болна вистина со која што се соочуваат во реалноста сите субјекти, како правни, така граѓаните, така и општините. Ништо од ова немаше да биде таков случај доколку го имавме производството од 2010 година. Еве го извештајот, како што стои, можеме сите го видиме, можеби го имате и вие, бидејќи го разгледувавме на една друга комисија, и вели, 2010 сме имале 6,7 терават часови, ланската година сме завршиле со 3,2. Непотребни дискусии се од овој аспект. Доколку го задржавме истото производство што сте го имале од 2010 година. Тоа сте имале капацитети, најголемиот дел од вработените, истите се што работат во енергетскиот сектор, може би се нешто плюс, ајде тоа ќе го ставиме за друг пат, но производството го нема. И сега, како да најдеме логика? Како може да ги одбраните? Не се одбранува. За само една година 1 терават помалку. Што и да кажете, паѓа во вода. И во самиот извештај, понатаму, причините за трендот за намалување на производството во термоелектроцентралите се многобројните дефекти, прекин во работата на РЕК Битола, намалување на ископаните количества на квалитетот на јагненот, неефикасност и така натаму. И самиот извештај кажува,
Оваа влада е неодговорна и неспособна, а тоа не чини пари. И тоа не чини загриженост, и што не е страшно, нас овдека во овој дом, во овој парламент не чини нервоза и непотребни расправи. Доколку некој си ја работеше работата. Еве ќе отидеме на основните термини. Што значи овој 1 терават што го спомнавме? 1 терават, 1000 гигавати. 1 гигават, 1000 мегавати. Централите за кои што збориме сега, за кои што дискутираме 2 дена, се 30 мегавати. Дали знаете колку значи неспособноста на оваа власт? 3,3 милиарди евра. Ќе ни треба 3,3 милиарди евра инвестиции за да го надополниме она што го пропастиле за само една година. 132 централи ги направиме. Не го решава проблемот. Ниту една, ниту две, 132 само за разликата од ланската година. А имаме уште дополнителни 2 терават часови, што се помалку од она што некогаш се произведувало пред не толку одамна, 2010 година. Какви да се факторите? И конечно, 5 години власта. Можеше се бара одговорност, но можеше се направат инвестиции. Можеше се направат и анализи. Ама, знаеме како идеме со инвестициите со оваа власт. Нула. Тоа го знаат најверојатно и странските партнери. Затоа се и такви одредбите во самиот договор. Па замислите, ви велат 0,5% камата за неповлечени средства. Може би за некого е ова тривијалност, но за кратко време мислам дека тече постапка из истото. Видиме колку е чини државата нивното не работи и на другите полиња. Ја ви тврдам дека меѓу 50 и 100 милиона евра до сега. Ради неповлечени средства од одобрени финансиски рамки. Нивната не работа. Истото тоа си го предвиделе и во овој договор, бидејќи знаат со кого си имаат работа. 700.000 евра за консултантски услуги. А не толку одамна, сите ние заедно имавме дискусија за законот за техничка инспекција. Лично имав прилика и несреќа да бидам заедно со колегите кога почнува седмицата, а се запалува фотоволтаичната централа, уште не пуштена. Пола влада во ризик. Па во држава во која што не функционираат институциите, во која што не се знае за што се добива решение, за што се дава дозвола, дали се биле запазени критериумите, стандардите и така натаму, нормално дека тоа ќе не се случува. Упатив тогаш дали ќе има одговорност. Како се случило? До ден денеска немаме одговор. И имав можност да го прашам директно представникот на владата тогаш. Мислам дека беше заменикот министер за економија. И нормално дека сега ќе ни бараат, имајќи предвид каков е односот на оваа власт спрема собствените капацитети, колку бездушно ја уништува државата, нормално дека ќе ни бараат дополнителни услови со кои што мораме да се обврземе во договорот дека тоа што ќе го направи ќе го чуваме. Оваа неспособност на оваа власт нас не чини многу повеќе него што очекуваме. И конечно, немаме логика во било која сфера на ова секојдневие што се случува. Од каде таа логика кога правиме толкава голема набавка, со толкави големи средства, преговори, ресурси вложени, и конечно да имаме 20% поскапи фотоволтаици од оние што ќе можеме да ги купиме мало продажба. Еве ја не знам ја прашувам. Но таа логика не можам да сватам. Треба да се работи. Треба да бидеме посветени, треба да бидеме ресни. Не може ни се случува да ни се поплавуваат 3 пати рудниците во една година. Не можеме да импровизираме со увоз на ниско квалитетен јагнен. Не можеме да уништуваме инфраструктурата и не можеме после да кажеме дека не знаеме зошто имаме преполовено производство на струја преходно. Превремените избори треба да дадат одговор и на ова прашање и на многу други. Додека не се промени оваа власт, вакви безнадежни теми ќе видат секојдневно и се повеќе. Ви благодарам. Има збор претедникот Александар Вилјановиќ.